Најголемите политички партии ги најавија своите кандидати за шеф на државата. СДСМ повторно се одлучија за актуелниот претседател на државата Стива Пендаровски, а пак ВМРО ДПМН ја најавија Гордана Силјановска-Давкова, која треба да помине на конвенцијата на партијата, најавена на почетокот на март. Овој судир на јавноста меѓу Пендаровски и Силјановска е познат на јавноста од минатите претседателски избори. Различно ќе биде она што овој пат Пендаровски ќе настапи сам. Односно, поддршка за кандидатура добива само од СДСМ, а минатиот пат тој беше заеднички кандидат и на социјалдемократите и на интегративците, односно ДУИ. И овој пат, но и минатиот, Силјановска-Давкова настапи со поддршка само од ВМРО ДПМН и коалицијата. Од ДУИ конечно се одважија и го најавија својот претседателски кандидат. Ова место, како што изјави партискиот лидер Ахмети, му припаѓа на шефот на дипломатијата Бујар Османи. ДУИ минатите избори немаа свој кандидат. Нивните гласови отидоа на контото на Пендаровски. Од здружената опозиција од албанската заедница, односно коалицијата Вреди, во која учествуваат партиите Алтернатива, Беса, Демократско движење, како и Алијанса на албанците, кандидат е Арбен Таравари. Минатите избори, освен Алијанса на албанците, кој го предложија професорот Блери Мрека како кандидат, другите албански партии воопшто и немаа своји представници, односно кандидати. И помалите партии, барем дел од нив, ќе имаат своји кандидати. Овој изборен циклус се очекува да биде пожив од минатиот, затоа што во игра се повеќе имиња кандидирани од партиите Здруженијата. Партијата Левица ќе настапи со професорката Билјана Ванковска. Знам, партијата на градоначалникот на Куманово ќе настапи со својот партиски лидер Максим Димитриевски. Вчера своја кандидатура најави и претседателот на ГРОМ, Стефче Јакиновски, кој рече дека ќе ја барал довербата за шеф на државата. И овие избори се очекуваат и на зависни кандидати. Тие се уште собираат потписи, односно 10.000 потписи, бидејќи тоа е еден од условите за да може да ја пријават својата кандидатура. За сега официјална кандидатура со исполнување на условите имаат само Пендаровски и Силјановска, кои зад себе имаат и поддршка од 30 пратеници во собранието. Останатите треба или да имаат поддршка во собранието или пак да соберат 10.000 потписи. Своја кандидатура најави и докторот Вело Марковски, како и Мерсиха Смаловиќ од Бошњачкиот демократски сојуз. Најголем дел од партиите што ги номинираат кандидатите знаат дека шансите да победат се речиси и невозможни. Сепак претседателската трка ќе ја искористат за мерење на поддршката за парламентарните избори, кои следуваат 2 недели подоцна. Кампањата за претседателските избори започнува на 4 април. Првиот круг е на 24 април, а вториот на 8 мај, кога ќе има двојни избори заедно со парламентарните.